Ангелот што изваде камен од море. Чита Александар Станојков. Го пратил Господ ангелот за да му земат душата на еден човек. Едно влегол в куќи и видел 5 дечиња дробни околу татка си наредени сите и во очи му се пулили и плакале. Сите 5 биле лични како некои ангелчиња. Од голема сиромаштија сите биле голи и боси, така и мајка му била во искинат јалиште. Кога видел ангелот и сите плачат и многу сиромаси сет, му се нажалило и отишел при некој стар човек веќе што бил догруан и од него му ја зел душата, та му ја однесол пред Бога. Кога видел Господ, оти ангелот не му ја зел душата на сиромајот, ами на стариот, му рекол: заошто, анđеле, не му ја зеде душата од сиромајот за кого те пратив, туку му ја зеде од стариот кај што не те пратив? Пред тебе, Господи, лага не бидоат, му рекол ангелот. Ми се нажали за 5 деца и жената му, што плаче и дека ја видов сите голи и боси. Ја влези, анđеле, во најдлабокото море да ми изваиш еден камен, му рече Господ. Влегол ангелот и изваил еден камен. Господ го натерал да го окршит и од кога го окршил, ето ти еден црв во каменот, туку се преќал. Анđеле, видео ти во најздравиот камен имало еден црв? Кој го ранит него внатре, знаеш? Ти, Господи, му рекол ангелот, ти го раниш, да ми простиш оти ти сгрешив. Кога јас го ранам црво во каменот, ами не ќе можам 6 души човечки да ранам? Ај, однеси му ја душата на стариот и земи му ја на сиромајот, оти моите скришни работи никој не изнаит.